Забележили ли се два тренда во разрешувањето и назначувањето на нови кадри од страна на владата? Прво, се назначуваат некомпетентни кадри и второ, сето тоа се прави незаконски. И разрешувањето и назначувањето во голем број од случаите, да не речем во најголем број од случаите. Во делот на некомпетентни кадри или пак во делот на незаконско разрешување и назначување можам да извам неколку категории. Например, назначување со несоодветно образование. Например, се бара со земјоделски факултет, се става со машински факултет. Или пак назначување со несоодветно образование во смисла на степенот на образование. Се бара со завршен факултет, се назначува со средно училиште. Понатаму се разрешуваат некои што треба да ги разреши и назначи парламентот, владата ги разрешува. Например, ги назначи парламентот согласно закон и треба да ги разреши парламентот доколку оцени така. Сега ги разрешува владата и новите ги назначува владата директно спротивно на закон. Вакви примери има многу. Има и други вакви категории на несоодветно разрешување и назначување. И навистина сето тоа загрижува. Се чини дека владата е во еден тотален хаос во однос на разрешување и назначување, само се брза да се стават кадри, голем дел од нив некомпетентни и најголем дел од нив незаконски разрешени и назначени. Треба да се знае дека тој што е незаконски назначен, секоја негова одлука понатаму е спорна. Затоа што тој не е законски назначен за директор или за председател на некоја комисија или за директор на некоја агенција, установа и така натаму. Значи секој негов потпис понатаму е незаконски. Секоја негова одлука е спорна, ќе се оспори на суд. И секој негово назначување од она тело што го назначило представува одговорност на тие што го назначиле на незаконски начин.